гледачи, добар ден. Јас сум Сања Димитровска, а ова е Добриот доктор. Денеска ќе зборуваме за болки во рамо. Што ги предизвикува болките? Колку може да бидат интензивни? Што значи терминот смрзнато рамо? Кога е неопходна хируршка интервенција? Мој денешен гостин со кој ќе разговараме на оваа тема е доктор Александар Каревски, ортопедски хирург во Градската општа болница 8 септември. Доктор Каревски, добре дојдовте во Добриот доктор. Добре, најдов, благодарам на поканата. Така. Еве, доктор Каревски, за почеток, што најчесто ги предизвикува болките во рамо? Рамото е малку поинаков зглоб од оние што сме навикнати, нели, кај така, рака и ног, коленото и колкот, затоа што е зглоб кој што нема голема тежина на себе и тука малку поретко, иако ги има, поретко се гледаат оние артрозни промени, значи трошење на раскавицата е доста поретко кај рамото, не дека не постои, но е поретко. Главните проблеми кај рамото се јавуваат од практично неговата подвижност. Ја даваат една група на мускули кои што формираат така наречена ротаторна манжета. Тие мускули ја даваат и неговата стабилност, и неговата подвижност, и неговата сила. Најчестите проблеми кои што ги гледаме секојдневно амбулантски се повреди или воспаление на тие мускули кои што се припојуваат во пределот на рамото. И сега кога збориме за такви болки, кога може да кажеме дека болката е нормална, а кога може да кажеме дека е аларм да се веднаш посети нели соодветниот специјалист? Болката, иако непријатна, е нашиот најголем пријател. Ни кажува кога е нешто нечини. Болката, доколку се знае причината, доколку на пример сте претерале со работа некој ден, па следниот ден да имате малку болка заради воспаление на зглобот, тоа е, да речеме, нешто што можеби доволно би било матичниот лекар доколку трае неколку дена или доколку нормално се реши само од себе, да речеме, за ден-два, како и секоја друго воспаление на мускулот, тогаш можеби не треба да се побара лекарска помош. Но доколку тоа трае некој период, збориме веќе една недела, треба да се побара. Многу често гледаме кај болките во рамото касно доаѓање на пациентите, кога проблемот е веќе станат во хроничен и каде што лекувањето е малку потешко заради тоа. Така. Јас да ги повикам и нашите гледачи дека може да се јават во живо и да постават прашање до нашиот денешен гостин и до нашата денешна тема, тоа е за болките во рамото и што се тие може да предизвикаат. И сега, доктор Каревски, кога веќе нели кажавме кои што може да бидат причините, колку често болката во рамо доаѓа од вратот или од рбетот, а не од рамениот столб? Да речеме, како диагнози кои што се упатени кај нас, ќе видите многу почесто сите го криват вратот како потекло на таа болка. Но многу ретко е вратот, збориме многу ретко е вратниот рбет проблемот. Многу често се мускулите околу вратот, околу рамото, нивното воспалување прави еден спазм, еден грч на мускулите сите тука, па дури може и од повреди на рамо, дури и вратот да ве боли, обратно да оди болка. Многу е помал бројот на болки предизвикани од вратот према рамото, него што се мисли, да речеме. И на кој начин оди диагностичката процедура? Што на што треба да се направи за да утврдиме од каде доаѓа болката? Златното правило кај рамото е клиничкиот преглед. Затоа што магнетната резонанса како метода е, да речеме, последна во низата. Прво и златно правило е физички преглед, каде што клинички преглед, каде што лекарот ги знае специфичните тестови, точно имаме тестови за да ни покажат кои мускули се слаби, доколку се мускулите проблем, дали е невролошка болката, доколку доаѓа од вратот, или се работи за воспаление на некои од другите мускули, например бицепсот, се припојува високо во рамото и тој може да даде болка во рамото, а да е само воспаление на мускул. И секако пред да одиме до оние понатамошни, да кажеме, диагностички процедури и терапевски модалитети, каква улога игра физикалната терапија? Колку таа може навистина да помогне да се надмине проблемот или пак само дополнително помага? Како што често кажувам, физикалната терапија е составен дел од нашата работа и без неа не можем. Физикалната терапија, особено кај рамото, многу често знае да помогне, дури и да ги разреши тегобите доколку се аплицира во прав момент и доколку се аплицира на прав начин. Понекогаш физикалната терапија, доколку исто така се избрза со неа, дури може да ги влоши некогаш болките, но затоа се тука лекарите да одредат точно во кој момент треба да се аплицира таа, а нашите колеги визијатри да видат и точно на кој начин и колку долго да се аплицира. Така. Пред да продолжиме, доктор Каревски, веќе имаме гледачи на линија, повелете, во програма сте.
Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до докторот Каревски, поздрав до сите телевизија. Ви благодариме, повелете. Прашање с докторот. Докторе, јас пред 5 месеци веќе имам проблеми, прво болки во рамото, кој што не спиев некои 3-4 месеци од болка силна и пиејќи ги сите можни аналгетици за рамото, болката не идеше да помине и се обратив на ваш колега за да ми направи терапија ортопедска, како што кажавте пред малку дека ми се влоши ситуацијата од терапијата, привидејќи кога ми правеа коронографија пред 4 години, повредија нервот на десната рака и на левата рака. Ја опоменав вашата колешка ортопед дека имам проблеми со нервите и дали би можело таа струја, бидејќи струјата ми ја стави над шаката, што е над прстите. И од третата терапија, мене веќе 5 месеци не ми функционира десната рака воопшто до малиот прст. Сите 4 прста ми се фатени, не ги осеќам дека се мои и шаката не можам, не ја чувствувам и немам допир да функционирам со нејзе да работам. Како може да се обратам кај вас, доколку може да ми помогнете? Така, јас ви благодарам за јавањето, еве ова што го споменавте пред малку, пред да вклучиме гледачката, понекогаш физикалната може да ги зголеми болките. Може да ги зголеми, но може и да била провокација затоа што симптомите кои што ги опиша пациентката повеќе укажуваат на невролошки симптоми. Има неколку состојби на раката, затоа што нервите, сите во рак, кои одат во раката, излегуваат од, да речем, блиско место. И некогаш таа болка, иако, да речеме, можеби нејзиниот почеток е во дланката и во рачниот зглоб, може да пропагираат нагоре заради, лошо користење, штедење на раката и така натаму. Пред се би требало да се направи еден невролошки преглед, особено кога има податок за некоја повреда на нервите. Да се направи невролошки преглед, да се утврди, пошто тие може да утврдат точно на кое ниво е повредата на нервот, доколку ја има, и да се види дали е невролошка или можеби од ортопедска природа има некое друго воспаление кое што исто така може да дава невролошки симптоми. Така. Да, еве нашата гледачка побара кај вас кога да се обрати, меѓутоа вашата препорака е прво да посети невролог, па доколку има потреба. Прво да посети матичен лекар, кој што ќе соодветно ќе упати на невролог и на ортопед. Така. Еве, јас се надевам дека нашата гледачка го слушна одговорот. Имаме гледач, повелете во програма сте. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до вас и до докторот. Ви благодариме, повелете. Посакувам многу успех, ќе видам кратка само, имам 74 години, на 35 години вратна и градна спондилоза ми најдоја, но после тоа помина некако таа болка. А сега на овие години, пред едно 7, 8, 9 години ми се болки во кичмата, коленото, без начин на снимање ми најдоа искривена кичма на лева страна, избегано малце, оно вака може не се приметува, но јас ја имам болката, така да после некое време се појави болка во коленото. Снимав, ми рекоа дека рскавицата се јади, коска со коска се трие, примив една инекција и добро, сега малку болката е намалена, но прашањето ми е до докторот, на кој му посакувам се најубаво и многу успехи во работата и го ценам како доктор. Пред месец дена ми се јави болка на десната рака на средниот прст. Се будам сабајлето, навечер без болка, без ништо, сабајлето не можам ни да го свиткам, ни да го исправам средниот прст на десната рака. И месец дена имам болки. И не знам што да правам. Дали треба рентген, дали сопругот ми беше на времето, сега е починат доктор, на времето на мојата мајка, кога се укочи палецот, беше на гости, дојде на кај мене, му стави инекција во палецот. Ама не знам, со 2 инекции одеше, од едната викаше контра да не има, не знам кој, ниту знам, ниту се запишат да нешто. И сега викам, дали има потреба од некоја инекција, дали операција треба. Ја не можам да го виткам и да го исправам. Со големи болки сум. Извинете што ви одзеда време, но сакам и да се видам кога може со докторот се упутли приоритетен, пошто нема термини. Многу поздрав и извинете што ве задржав. Ви благодарам многу за јавувањето. Еве, нашата гледачка спомена неколку оние артрозни промени кои што сме зборувале до сега. Многу често има, да речеме, тие диагнози спондилоза веќе после 40-та година, да кажам, многу често има на луѓето. Но тоа не значи дека ќе имаат болки или болките потекнуваат од неа.
Симптомите кои што ги опиша пациентката се личат на некои од заболувањата на шаката и на тетивите кои што се во шаката. Тука има неколку болести кои што може да бидат дипитренова контрактура, така наречениот тригер фингер, и има неколку дијагнози кои што треба да се види, нели, да се прегледа, па да се види која е утврдената дијагноза, и точно има некои од тие кои што поминуваат со локални инекции, местото каде што е проблематично, има некои кои што за жал ќе мора хируршки зафат, но секако прво и основно е преглед за да се диференцира која е дијагнозата. И еве дали со приоритетен упат може да дојде? Приоритетите, сакам исто така да разграничам. Приоритетните упати се за оние луѓе кои што не можат, имаат некоја итна потреба од преглед. Ова е состојба која што е веќе хронична, која што може да причека за редовен термин, иако разбирам, стварно е фрустрирачки понекогаш малку се термините, но ова е состојба која што може да причека таков термин, а приоритетните упати апел еден и доматичните лекари да ги користат исклучиво за оние кои што навистина имаат потреба од приоритетен преглед. Така. Имаме гледач, повелете во програма сте. Добар ден. Добар ден, повелете. Имам прашање за доктор. Повелете. Имам 75 години. Рамото ме боли долги години. Па сега многу почна да ме боли десното рамо. Од десното рамо лактото ми отекува надолу и прстите долу ми се како трње ми ваѓа. Имам болки. Пијам парафин, апчиња. Друго нешто, некоја мас, така мачкам што ќе најдам, а не ми поминува болките. Дали имате правено некои дијагностички снимања? Имам снимано како спалење ми ваќа зглобот. И од тоа ми дава некои апчиња, ама сега почесто почна да ме боли. И ноќе ме боли, и дење. Така. И со мас, така, она едни мас што се воспалува. Лазно се држат за мачкам, ама ме боли. Така. Еве, доктор Каревски, ова не е конкретно баш за темата. Да, значи воспаленијата на рамото се многу честа појава. И доколку не се фатат на почетокот, после тоа преминуваат во хронични и може да напредуваат до, за жал, многу болна состојба, која што дури може да стигне и до една состојба која што се вика замрзнато рамо. Да, тоа не беше како посебно. Воспалението на рамото е толку големо што вас рамото ви е како замрзнато и секој најмало движење е толку силна болка што е една од, да речеме, 4 до 5 најболни работи што се случуваат во такви моменти. Потоа, доколку тоа е хронично воспаление, како што кажа пациентката, многу долго трае, може да се создадат тие калцификати во рамото, или популарно кажано шилци во рамото, кои што не се болест, тие се симптом на болест. Тука исто има повеќе видови на третмани кои што може да се применат. Има и третмани кои што со медикаменти се топат тие шилци, има третмани со физикална и со шоквейв терапија кои што се раскршуваат и така натаму и така натаму. Што и препорачувате на нашата гледачка, бидејќи тој беше имели прашања во што да направи? Прво што би препорачал, а тоа што за жал најтешко се стигнува, е добар преглед од ортопед. Заради тоа што рамото е еден зглоб кој што може да има многу различни дијагнози. Мора да се види, а секоја дијагноза има различен третман. Повеќето од нив бараат специфичен третман, некои бараат медикаменти да се боцат во рамото, некои бараат физикална терапија, некои бараат имобилизација, па некои дури и оперативно лекување, за жал. Меѓутоа, еве од она што го спомена самата гледачка, еве и како дополнително прашање, кога веќе тие болки се толку силни, претпоставам дека веќе ни таа медикаментозна терапија и тие масти што се за мачкање не може да помогнат. Тие се за првата и основната линија на терапија. Затоа што све што ќе земете перос или апче кој што ќе го испиете, само еден мал процент од лекот стига внатре, особено до зглобот. Околу стига, но внатре во зглобот многу мал процент се филтрира за да го смири тоа воспаление. И затоа имаме таргетирани терапии каде што локално се инфилтрира целиот лек точно на местото каде што треба да делува. Така. Да вклучиме уште еден гледач, повелете во програма сте. Ало? Да, повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до докторот и до водителката. Ви благодариме, повелете. На возраст од 73 години. Од пред неколку години, инаку имам ревматски артрит.
почна некако рамото да ме боли, не може враката да ја кренам нагоре, па со таблети, па дури инекции во рамото на реуматологија некако се смируваше. Меѓутоа, примијата пред една година почна како дегенеративни промени на рамото да има и се обратив на доктор, ортопед, направив и снимања и се утврди, кај ваш колега, се утврди дека имам артроза на рамото. Меѓутоа, прашањето најмногу ми е, и исто направив и магнетна резонанца, сега да ги земам резултатите и треба да се обратам повторно кај докторот, меѓутоа почна рамото од пред една година да се полни со течност. На ревматологија ми правеа пунктирање во јуни месец, меѓутоа за 2 месеци повторно се наполни, мислам и повеќе, дури почна и да ме боли, дури почна и црвенило од озгора. Ја не знаев од што е тоа црвенило, значи почнале капиларите дури да фукаат од полнењето и на вашата клиника ми направија исто пунктирање пред 1 месец, меѓутоа повторно почнува да се полни, го чувствувам полека од озгора, меко и така. Ме интересира најмногу од што може да биде таа течност што се полни зглобот. А исто така и на другото рамо веќе се чувствуваат некои дегенеративни промени. Така, јас ви благодарам многу за јавувањето, еве има и дијагноза, значи веќе е. По некоја случајност се сеќава на пациентката затоа што случајно бе во амбулантата каде што се правеше интервенцијата, а низината презентација на болеста беше доста драматична, да речем. Рамото беше навистина премногу отечено и се сеќавам точно за која пациентка станува збор, но генерално ревматоидниот артрит е тој што прави страшно уништување на сите зглобови, не само на рамениот зглоб. Течноста која што се полни рамото е течност која што ја лачи самата обвивка на зглобот. Синовијална течност се вика таа, која што е испровоцирана од оштетувањата и патолошките процеси. Бидејќи не секој има вода во рамото. Точно, значи, како што може да отече коленото, така отекува и рамото. Во овој случај, причината за отекувањето е ревматоиден артрит. Овие се специфични заболувања каде што веќе и некогаш имаме и после повреда на рамото, тоа рамо да отиде во артроза, значи таа раскавица биде уништена. Затоа би го препорачал вака мојот колега доктор Ненад Петков, кој што е експерт во европски рамки и за протези на рамо и за тие поспецифични операции на рамо кои што се, затоа што сите, можеме да го лекуваме до некој ниво, но кога бара некоја висока специфика, некоја потешка интервенција, тогаш секогаш се бара експерт за таа област. Кај нас тоа е доктор Ненад Петков, кој што е веќе во европски рамки признат стручњак. Така. Доктор Каревски, веќе го спомнавте ова смрзнато рамо. Значи, кои се причините кои што доведуваат до смрзнато рамо? Еве ке се изразам народски, кај што велиме, не знам, ми беше отворен прозорот во колата, па ме фати промаја, или седев со отворена врата, ме фати промаја, навистина може од такво нешто да дојде до смрзнато рамо и до толку силни болки? Може да се случи, промајата е балкански феномен, но има сериозни последици. Особено ако, како што кажавте, со отворен прозор, кој што директно дува на рамото, прави температурна разлика на тој дел на телото, каде што се случува еден сложен физиолошки процес, крвните садови се стеснуваат, затоа што е поладно и така натаму, да не навлагам во целиот процес, но генерално основата на работата е воспаление на сите мускули кои што го држат и го движат рамото. Тоа воспаление така брзо може да напредне, да прогредира, што донесува до момент да е рамото буквално неподвижно, смрзнато, буквално неподвижно, што од болка, што од тие остеофити кои што може да се створат по хронично воспаление и потоа дури ние сме имале некои што се лекуваат медикаментозно, но ретко може да се случи да треба и интервенција хируршка да се направи на тоа рамо. Така. И сега, кога зборуваме за рамото, неговата локација, често знаеме дека прстите може да ни пукаат, да ни крцкаат. Дали крцкањето на рамо исто така може да го сметаме за нормална појава или е веќе аларм да се посети лекар? Тоа
потпукнување или крцкање на рамото може да биде од неколку причини. Дел да биде во нормални физиолошки граници, но дел да биде и тоа што се вели сублуксација. Значи, не излегува целосно од зглобот, но малку подизлегува, па се враќа. Тоа може да биде знак за нестабилност на рамениот зглоб. Како што рековме, стабилноста на рамениот зглоб ја носи таа ротаторна манжетна, која што го стабилизира да стои каде што му е местото. Доколку тука има повреда, има природна, генетска, има нестабилност на рамото, тука може да се јави и често се случуваат тие излегувања на рамото, луксации, кои што многу често луѓето доколку се, да речеме, му е втора, трета, веќе сам знае и да го врати рамото и да му си проложи со денот. Но тие хабитуални луксации кои што ги викаме, веќе оневозможуваат потешка физичка работа, пошто при секое лошо повлекување рамото излегува. Тие веќе предизвикуваат да бараат хируршка интервенција за да се стабилизира. Тоа е всушност дислокација на рамото. Дислокација на како рамото. таа најчесто настанува или да кажеме кај млади спортисти, бидејќи претпоставам кај нив можеби почеста Да, кај појава. млади спортисти најчесто настанува при пад на раката, директен пад, каде што најчестото 98% од луксациите на рамото рамото излегува према напред и тие се случуваат при директен удар во рамото, при пад на раката, значи буквално со физичка сила и после тоа се кинат тие лигаменти кои што го држат рамото и секој нареден удар треба со уште помала сила рамото повторно ќе излезе. Затоа особено кај спортисти бараат сериозно разгледување, сериозна дијагностика и многу често бараат хируршка интервенција. И кога веќе збориме за спортисти нели и токму оваа појава, колку тоа може да им го ограничи понатамошниот нели физички ангажман како спортисти, колку треба да бидат на рехабилитација или можеби воопшто да им се каже не смеете веќе да спортувате? Тоа би се решавало од случај до случај, нели за секој посебно, но на пример исто така многу зависи и од спортот. Доколку сте фудбалер кој што има проблем со рамото е една работа, но доколку сте ракометар кој што има проблем со рамото е сосема посериозна работа, а ракометарите многу често имаат проблем затоа што тука се главните сили кои што го даваат шутот, нели? Така. А пред да продолжиме, доктор Карески, имаме гледачи, повелете во програма сте? Ало? Да, повелете, ве слушаме. Добар ден, убав ден. Ви благодариме. Мојата обилена водителката Сања, што многу ја обожавам, ја поздравувам од Битола, а исто и добриот доктор. И многу благодарам што сте го викнали да прашаме нешто. Така, ви благодарам многу, нешто може не е од неговата област, меѓутоа тој е многу добар и ќе ми одговори. Јас во ковидот имав многу проблем и многу бевме болни сите и така добив некоја депресија, башот ми почина, имавме смртни случаи и така натаму. И отидов на психијатар, ми даде замфекса лекој, кој ги пиев баѓе време, а сега ги откажав затоа што имав некои деформитети на стомакот од нив, така чувствував јас барем. И ги откажав. Ама јас не знам кај одам поќе, сум јас прав другаш, не можам, не сум во живите. Еве 6 дена, 7. Што да правам вака сега, како да живеам ваква? Така. Така, јас ви благодарам за јавањето. Еве, очекува нашата гледачка дека сте добар доктор, дека можеби еве... Да, короната беше еден, да речем, настан без преседан во светски рамки во последните 100 години и многу луѓе, многу и мои колеги и сите кои што работевме во тој дел, имаме некакви, да речеме, психолошки последици. Многу е важно прво и основно да се свати дека и менталното здравје е еднакво на физичкото здравје. Дека веќе стигмата мора да престане околу тоа ментално здравје и дека психијатарот не е лекар кој што еднаш ќе отидете ќе ви даде терапија и е завршена работата. Менталното здравје дури и потешко се стабилизира од физичкото, затоа што бара некогаш и медикаментозна терапија, но бара и интензивна работа самиот на себе, но и со психијатарот кој што го посетувате. И апелирам на сите да не им биде незгодно, психијатрите се особено и по начинот да работат да се многу фини генерално како луѓе, тука се да ви помогнат да поработите на себе, затоа што самите себе треба да си помогнете прво и основно и да се извлечете од тие проблеми кои што се разбирливи и очекувани после некои такви настани. Така, како што споменавте, тоа беше една криза која што остави последици на сите нас. Имаме гледач, повелете во програма сте? Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до ТВ Сител и до добриот доктор. Ви благодариме, повелете.
едно прашање. Јас имам повреда на десното рамо, која беше короната. Паднав и се повредив и ми скинати тие нервите, тетивата. Добро. Нервата. И сега рамото, десната рака не можем да ја дигам до уото. Сега, дали има решение сега што не можем да функционирам нешто со оперативен запак? Да, дали нешто дополнително. Може да се направи тоа иначе. Так, да, јас ви благодарам многу за јавувањето. Токму за таквите специфични проблеми го споменав колегата доктор Ненад Петков, затоа што тој е, да речеме, специјалист за тие и може дури веќе напреднат и артроскопското решавање на овие проблеми, значи буквално со мали резови артроскопски се решаваат ваквите проблеми, нели зависи од специфичниот проблем, но има оперативен зафат кој што овие проблеми ги решава и резултатите се навистина импресивни за нас како. Да, меѓутоа претпоставам дека е голем хендикеп да не можете раката да ја кренете ни до уво, како што се кажа самиот гледач, а тоа е веќе трае апсолутно, ние здраво за готово ги зимаме и прстите, а не па раката. Така, еве јас се надевам дека нашиот гледач го слушна одговорот, да вклучиме уште еден гледач, повелете во програма сте? Ало? Да, повелете, ве слушаме. Добар ден, поздрав до докторот, да. Повелете. Сакаме да прашаме, имаме ние проблем вака со десното рамо. Имаме проблем, немаме доволно течност во тетивата. И сега во тетивата ми прави проблем на вратот. Имам главоболки од десната страна многу. Превентивата што ја пијам доека делува, потоа ми се повторува исто, тебе веќе скоро 2 години, 5 ми на физикална, па немаме некој подобрување, еве сега пак сме дома на болување, ама немаме никакво подобрување. Не боли, значи тетивата ми е многу како стегната, тој дел од рамото стегнат, дали може тоа со физикална терапија некако или? Така, јас ви благодарам за јавувањето, колку овде е веќе неопходна. Физикалната терапија, сепак, све треба да започне со преглед. Да давам препораки за друга терапија, да речеме вака, како телемедицина е малку непријатно и доста ризично, затоа што секој случај си е сам за себе, но од ова што можам да го слушнам, веќе личи на хронично воспаление кое што со медикаментите, кога пиете медикаменти за болка, тие само ја пресекуваат информацијата на мозокот дека ве боли рамото, а процесот си тече понатаму. Така што, но има, за среќа, има други терапии, како што се PRP методата за тетивите, таа дава одличен резултат, потоа има и хилуронските инекции, има токму и кортикостероиди. Тоа ми беше еве како последно прашање, бидејќи се движиме кон крајот на емисијата, за оперативниот дел ќе оставиме за вашиот колега кога ќе ни биде во можност да ни гостува. Еве споменавте, значи PRP, па оние нели инекции со кортикостероиди. Колку тие помагаат и каде, меѓутоа и колку може да одмагаат? Како одмагање многу е ретка, како појава да ја влоши состојбата или нешто друго. Најчестата, да речам, лоша работа на нив е да не делуваат. Да, значи да нема ефект. Да нема никаков ефект. Затоа што сепак тоа може би изгледа наивно, нели инекција ви дале и како треба да заврши работата, но давањето на локално инекција, особено кортикостероиди, особено хилуронски, особено PRP препарати, треба да се боцнат на правото место, во право време и во права доза, за да го имаат максималниот ефект со најмала шанса за несакани дејства. Меѓутоа тоа не може секако матичен да го каже, затоа овде се специјалистите кои што треба да кажат, како што споменавте, во право време и на правото место. Токму така. Така, имаме уште двајца гледачи, еве да ги вклучиме да видиме кои се нивните прашања до нашиот гостин. Повелете, во програма сте. Добар ден. Добар ден, повелете. Танички, голем поздрав до тебе, до вас, мислим, до сител, до прекрасниот доктор, до прекрасната режија, толку убаво ни објасна. Вака да прашам. Повелете. Ја немам некој голем проблем, мислим, но колената некако нон-стоп, така кад станем, скртат ме, болат ме. И кад искочим на улица, одим си слободно, тој чудна работа. А дома кад сам нешто работим по куќа, за насам се, све ме боли, све не можем да одим, ногите ме болат. А искочим на улица, одим. Тој чудна работа, викам, да ја
прашам доктор, ја ги чу одговорите, ама секоја жена се жали од колената, мислим, а немам од вени, не сам и отечени, мислим, нема проблем, али кад станем така како осетим скрцат ме, а кад легам па ништо не ме боли. Тој чудна работа, поздрав до докторот, да ви што ќе ми каже. Те наубаво поздрав. Еве во движење, значи не болат, меѓутоа претпоставам како што ја сватив дома. Тоа е суптилен знак за воспаление на мускулатурата околу коленото. Можно е да е коленото, нели, сепак се ограничувам дека можно е ова што го кажувам тука да не е точна диагноза, сепак треба преглед за да можеме да дадеме диагноза, но има една карактеристика на воспаленијата наспроти, да речем, артрозите. Тоа е додека седите немате болка, но додека кога ќе тргнете да станете, тогаш е најаката болка, тешко станувате, но ако се разодите, веќе ви е подобро и немате болка. Тоа е како и секое воспаление на мускул. Ако се раздвижите, не го чувствувате. Но кога ќе легнете и са бајлето, особено кога станувате после подолг одмор, кога е тешко станувањето, тоа е карактеристично за воспаление на мускулатура, на припои на мускули и така натаму. Значи во секој случај треба да се обрати до... Треба да се обрати со тоа што тоа дава мал добар прогностички знак дека има решение полесно за незините тегоби. Така. И да вклучиме уште еден гледач, повелете во програма сте. Добар ден. Добар ден, повелете. Докторот се тука, го поздравувам и вас. Ви благодарим. Што не знам ја кај него бе во Скопје. Добро. Не боли раменото, значи двете рамена, вратот, нозете, скривам, имам остеопороза и сакам нешто да ми се порача докторот, дали можам кој ден кај него да појдам пак. Така. Така, јас ви благодарам за јавувањето, еве како што ја слушнав, ваша пациентка била кај вас, меѓутоа со повеќе... Моите пациенти кои што веќе биле, контролата може да ја обават секоја среда сум јас во амбуланта, тие можат и без закажен термин, затоа што веќе биле на преглед и сега се ги сметам за контрола. Да видиме како напредува терапијата. Вака генерализирани болки најчесто се или се некоја полиартралгија или едноставно некогаш самата уседеност, а некогаш и самите години ни прават мака која што така. Не може да реши. Доктор Каревски, еве им дадовме можност на сите наши гледачи да си ги постават прашањата. Времето на денешната емисија ни помина брзо, меѓутоа се надевам дека дадовме корисни совети и околу болка на рамо и како да се постави диагноза и како да се надминат тие проблеми со тие болки во рамото. Благодарам уште еднаш на поканата, се надевам дека успеавме да им објасниме барем што треба да прават од тука натаму за да стигнат до решението на пациентите. Така ви благодарам уште еднаш за гостувањето. Почитувани гледачи, овде е крајот на денешното издание на Добриот доктор. Утре со вас е колегата Александар Динев. Имајте убав ден, чувајте го вашето здравје и гледајте Сител. Довидување.